Значи, ќе зборуваме, малку повеќе, поопширно да се обидеме да објасниме како тоа Господ е љубоморен. Затоа што обично љубомората, кој ќе спомнеме ние како луѓе, сваќаме во негативна конотација секогаш. Да отвориме за почетокот во Излез 20 глава, Господ ги дава заповедите. Може би едно од првите места, не знам, меѓутоа, дека оваа тема е важна, покажува фактот дека на 40 места, 40 стиха има во Библијата кај што се спомнува дека Бог е љубоморен или се зборува нешто за љубомората. Да. Добро превел Константинов, ревнител, да, тоа е добар збор. Но да отвориме, значи во Излез 20 глава, ќе почнеме да читаме, ќе ги читаме всушност првите две заповеди. Втори стих. Јас сум Господ твој Бог кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Не ќе имаш никакви други богови покрај мене. Не ќе си правиш врезан лик, ниту некаква слика на она што е горе во небото, или долу на земјата, или во водата под земја. Не ќе им се поклонуваш, ниту ќе им служиш, зашто јас, Господ твојот Бог, сум љубоморен Бог. Тоа е зборот, меѓутоа добар е преводот, ќе видиме подоцна зашто. Ревнив Бог. Ја посетувам неправдата на татковците, на оние кои ме мразат, на децата до третото и четвртото поколение, а покажувам милости на илјадници кои ме љубат и ги пазат моите заповеди. Самиот факт што се спомнува во едно од заповедите овој момент, исто така покажува дека ова е една битна карактеристика што Бог ја поседува. И всушност ќе видиме, па и видовме во пуката, но на некој начин може би нешто ќе се повтори, тоа е всушност и љубомората Божја е израз на неговата љубов, што не е случај кај нас луѓето. Се спомнуваат многу имиња во Библијата за Бога. Емануел, може би едно од најпознатите Бог со нас, нели? Елохим, семокниот создател, Ел Елион, Севишниот Бог, Ел Шадај, Семокниот Бог, Ел Рои, Бог кој гледа, Ел Олам, Вечниот Бог, Јехова Јире, Господ ќе обезбеди така натаму, но и Ел Кана. Или Бог љубомора, Бог е љубомора. Бог љубоморен всушност. Елкана, тоа е во Излез, не знам дали го прочитавме, во пуката, во Излез 34:14, стихот кој што вели: зашто не смееш да се кланеш на друг Бог, освен на мене, нели во заповедта го прочитавме, крајот на првата, немојте да имате други богови освен мене, односно покрај мене. И овде вели: зашто не смееш да се кланеш на друг Бог, па Господ, името му е ревнител, вели Константинов. Името му е љубоморен. Бог е ревнив, или Бог е љубоморен. И сега како се обидовме и у пуката, меѓутоа кратко е, 5-10 минути време, значи за да се опфати се, затоа решив малку да се позанимавам со оваа тема денес. Како ова да го сватиме? Знаете, секојаш љубомората се доживува како нешто грдо. Во своето дело Отело, Шекспир ја нарекува љубомората чудовиште со зелени очи. Че навистина, во суштина, љубомората е чудовиште, вистинско чудовиште. Прави многу зла. Љубомората има призвук на себичност, сомнеш, недоверба, таа е посесивна. Го деградира и понижува човекот, ја задушува слободата и индивидуалноста. Создава тензија и раздор, и ништо друго не може да создаде. И ја сметаме за негативна и ужасна особина и ја мразиме, кога ќе слушнете само некој дека тој е љубоморен и веднаш.
Добро, да дозволиме да дадеме одговор на ова. Самиот збор, дури љубомора во македонскиот јазик, се состои од два збора на некој начин. Љубов мора. Нешто што ја мори љубовта. Ја истоштува, не знам како да во превод. Значи, да, може би, ја ова ќе го кажам сега според психолозите, каде што има љубов, таму има слобода, меѓу сопружници или било кој, љубомора не може да има ни трунка, затоа што љубомората во суштина потекнува од несигурноста на личноста во другиот. Ако така гледаме. И меѓутоа, знаете, денеска меѓу луѓето тоа е познато, знаете, поготово помеѓу помладите генерации, односно кога, знаете, може би сме биле тинејџери и сега, мора ќе го направам љубоморен, и затоа што тоа ќе покаже дали ме сака или не ме сака. Шопенхауер тоа го кажал, значи љубомората секогаш се раѓа од љубовта, рекол. Меѓутоа психолозите велат дека и најмалата љубомора е проблем. Всушност потекнува од несигурноста, ви кажав. И една друга работа што се забележува и во духот на пророштвото, и во Библијата се мешаат на некој начин љубомората и зависта. Тоа малку Андре го спомна во пулката. Па и ние ќе ги измешаме на некој начин и во англискиот јазик, па и во самата Библија, зависи од контекстот и така натаму. Завист е нешто друго. Завист е кога му завидувате, од таму доаѓа. Значи, му завидувате на некој што нешто има, а вие го посакувате. А љубомората е кога го чувате тоа што го имате да не го изгубите. Еве една илустрација, се послужиме се една илустрација. Двајца, може ја знаете, двајца собственици на продавници биле огорчени ривали. Нивните продавници биле карши од едната и од другата страна на улицата. Една слична таква сцена јас можев да гледам со мои очи во наше мало, таму во Свети Николе. Се уште постојат тие две куќи, една карши друга, значи тогаш во тој период, кога ја бев дете, се ги градеа куќите. Двајца бојаджии, значи исти бизнис, знаете што е бојаджија, тоа веќе умрена работа, мислам денеска, не знам, може би дали постои некаде, ама тогаш беше многу снослив бизнис, знаете, кај што бојат волна, што те знам таму, разни. Јас се сеќавам едно Тексас палто имав сино, отворено сино, па ми издосади, па го однесов и го направија црно. И беа ривали, конкуренти еден на друг, и сега кој поголема куќа ќе изгради од другиот. Бизнисот им оди и на едниот и на другиот. И успеа овој од оваа страна, могу заборив името, ама за сметка на тоа, па синот на овој од другата страна возеше БМВ. БМВ во Свети Николе, тоаш немаше никаде да видите. Тоа беше единственото БМВ. И знаете, тоа е тоа ривалство. И сега, како кај нив, така и кај овие. И сега, ќе влезе муштерија во дукинот кај едниот и овој другиот, знаете, незадоволен. И овој пак се перчи од таму. Една вечер ангел му се појавил на еден од собствениците во сон и му рекол: ќе ти дадам се што ќе побараш, но што и да побараш, односно што и да добиеш, твојот конкурент ќе добие 2 пати повеќе од тебе. Значи, ако сакаш да бидеш богат, многу богат, ќе те сторам многу богат, ама другиот ќе биде двојно побогат од тебе. Ако сакаш да бидеш здрав, долг живот, овој уште поздрав, двојно подолг живот од тебе. Што ќе посакаш? Овој се налютил сега, значи, размислува. Еве го моето барање, направи го, односно направи мене слеп на едното око. Ете, тоа е зависта или љубомората, реков ќе ги мешаме. Тоа е, за жал, тоа е кај нас луѓето, завидливо око или око ненаситно. И навистина, заради тоа мора да застанеме и да се запрашаме како може љубомората, нешто што гледаме како толку негативно, да биде не само дел
од тоа кој е Бог, туку и негово име, едно од имињата. Моето име е љубоморен, како што вели таму во 34:14 беше да излез. Кажав дека некаде 40 стихови може би има во Библијата. Значи, како сега Бог кој што е свет, праведен, полн со љубов, милостив, долготрпелив и добар, да биде љубоморен. Дури уште и самиот не поучува да ние не бидеме љубоморни, затоа што нели, тоа не е во ред, бидејќи љубомората е негативна особина. Еве да прочитаме неколку од стиховите на Соломон, Пословици 27:4. Многу јак стих овде само во овој стих ќе видите што значи љубомората. Видите што вели? Јароста е свирепа и гневот е жесток, но кој ќе ја одолее на љубомората? Нема јарост, нема гнев, нема нешто посилно од љубомората. Се убиваат од љубомора. Значи, убиства. Знаете ли колку убиства се случуваат од љубомора? Страшно. Или Пословици 14:30 вели: тивкото срце е живот на телото, а љубомората е гнилеж во коските. Еве, колку исто негативно делува на собственото здравје, значи ако сте склони на такво нешто. Во Новиот Завет може да прочитате колку често пати јудејците им од завист ним напакостувале, сакале да им напакостат на Павле и Сила. Сега таму во Солун, каде све беше, на други места. Или пак, што констатирал Пилат? Нели, рекол дека Исус е невин. Што констатирал на едно место во Матеј 27:18? Зошто вели знаеше дека го предадоа од завист. И тоа колку му беа завидливи на Исуса, поготово свештениците. Тие беа главните, во главна улога за да тој биде распнат. Го избра Варава место него. Уште, мислам дека се спомна, да, тој стих 1 Коринќаните 13:4, љубовта долго трпи, љубовта е милостива, љубовта не завидува. Значи, љубовта, таа агапе љубов не завидува. И како сега Господ е љубоморен, или во англискиот превод стои љубомор, значи љубовта не љубомори. Не се фали, не се вообразува. И сега едно друго прашање, кому му е Господ љубоморен? Не на мене и на тебе, на сите нас, на некој начин. Зошто? Па во самата заповед се гледа, затоа што сме склони и кога одиме по други богови, тоа не сака, значи едноставно ексклузивно право е негово, тој не поседува нас. Тука има разлика, сега може да зборуваме. Господ не поседува нас, ние сме негови по создавање и по откупување. Маж и жена, ако имате, нити мажот го поседува, ја поседува жената, нити обратно. Ние сме сите Божји. Кога вели таму да, мажот и жената се едно тело, ама се две личности. Имавме и поука за тоа, не може едната личност да се претопи во другата личност или обратно. Значи, тоа е сосем друго. Меѓутоа, Господ нас не поседува, тој го има секое право на нас. И на што не љубомори Бог на мене, на тебе? Кој сме ние? Што сме ние? Злато? Луѓе? Сега тука ќе се послушам со една исто илустрација. Ова како да нема смисол, знаете. Господ на нас да не љубомори. Земете во обзир најталентиран, најбогат млад човек, значи интелигентен, убав, згоден, така натаму. Се залюбил во бездомничка, која што најмалку еден месец не е бањата како прво, значи. И сега ако забележи дека некој друг се доближува до неја, покажува љубомора. Нема смисол, ке речете, како тоа тој најбогат, најубав, најзгоден, па може да има секоја жена што ќе ја посака во светот. Меѓутоа, се обидувам да ја сватам таа, односно да ви ја прикажам сликата на Господ, тоа ни љубомори на мене и на тебе.
А кој сме ние? Што вели Павле во 7 глава Римјаните? Беден човек. Беден човек сум јас. Кој ќе ме спаси од ова смртно тело? Меѓутоа, видите, тука е големината на Божјата љубов. Тука е големината на Божјата љубов. Што вели во Римјаните 5 глава? Сеќавате на оние стихови? Зашто додека уште бевме слаби, Христос умре во определено време за безбожниците. За праведникот одвај некој ќе умре, за добриот можеби некој ќе се осмели да умре, но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, додека уште бевме грешници, никакви. Тоа е големината на Божјата љубов. Да, вика за праведник, за добар, можеби, ретко денеска кај ќе се најде таков некој да умре. Меѓутоа Господ умре за нас уште додека бевме безбожници, никакви. И дури и ни е любоморен ако тргнеме по други богови. Тоа е таа ревност негова, затоа што значи, меѓу луѓето љубомората е секојаш негативна, на некој начин. Тоа што вели Андри, тоа е повеќе ревност, можеме да кажеме, значи не е тоа љубомора. И произлегува кај Бога, кај Божјата љубомора, љубомората произлегува од љубовта и е за доброто и на оној на кого Господ му љубомори. Значи, зошто е љубоморен Бог? Па за да не спаси. Крајната цел негова е да не спаси. А љубомората кај човекот е всушност себичност и видовме, погоре читавме, од таму произлегува, не произлегува од љубовта. Зошто е љубоморен? Затоа што е во втората заповед јасно се гледа, затоа што не сака да му се поклонуваме на некој друг Бог освен нему. Немој да имаш други богови покрај мене, вели. Значи, Бог не сака да не дели со никој друг. Или, и во ова може да го кажеме, Бог не сака целосно, цело срце. Зошто е проблем со Лаодикеја? Кој е проблемот со Лаодикеја? И дури Господ вели тамо што? Му се гади од човек со поделено срце. Или се, или ништо, он тоа бара од нас. Значи, и најмало свртување од Бога кон други богови, сега денеска ние, знаете, живееме во едно модерно време, ние не се кланиме на кипови, ама се кланиме на некои други работи. Значи, има модерни идоли денеска. Мноштво. Ако нешто се испречи меѓу нас и Бога, што и да е тоа, тоа е идол. И Господ е љубоморен. Покажува ревност затоа што знае дека тоа ќе не одведе на погрешен пат, а сака да не спаси. Значи, не се задоволува со половина срце, поделено срце. Еве Второзаконие ќе читаме, 32 глава, исто јаки стихови, Второзаконие или 5 Мојсева, 32, 15 и 16. Јадеше Јаков и се насити, се згои Есурун, па почна да удира со нозе, си се здебелил, си се згоил, се салоса, го заборави Бога кој го создаде и ја презре стената на своето спасение. 16 стих вели, со тугите богови го направија ревнив, односно љубоморен. Го разјарија со своите гнасоти. Еве што го прави љубоморен Бога. Значи, доаѓаме до прашањето на идолопоклонство. Мисля дека беше и тоа спомнато во пуката. Знаете, нашите срца, човечките срца се фабрики за идоли. Ние може да произведеме толку многу идоли. Тоа е страшно. И секој од нас треба да се запраша како го трошиме времето, на што највеќе посветуваме време, што ни е најважно. Знаете, Елен Вајд вели, Господ треба да ни биде прв, последен и најважен од се. Ако не е така, тогаш имаме некој идол. И го правиме Господа љубоморен. Можат нашите мисли да се идоли, нашите желби, копнежи, очекувања, сето тоа може да не оддели, значи од обожавањето на нашиот единствен и вистински Бог. Идолите се тие кои што едноставно
не тера да го игнорираме единствениот вистински Бог во потрага по нешто што мислиме нели дека ќе не е потребно едноставно и ќе не усреќи и така натаму. Меѓутоа токму заради ова Бог е толку одлучен во потребата да ги уништиме сите своји идоли во контекст на оној стих Излез 34:14, 13-тиот стих што вели? Значи кога вели јас сум Бог ревнител, името ми е Бог љубоморен, вели 13-тиот стих: разурнете ги нивните жртвеници, соборете ги нивните столбови и сечете им ги ашерите. Уништете се што е идол во вашиот живот. Еве зашто Бог е ревнител. И тоа е вистинскиот збор, според мене, многу добро преведено во Константинов. Сега, пак мора да направиме тука, иако спомнавме нешто, да направиме споредба на Божјата со човечката љубомора, за да ја сватиме таа Божја љубомора, што значи. Првата споредба, реков дека ќе ги мешам, тука ова е повеќе на зависи, однесува, меѓутоа, како и да е, човечката љубомора грешно копне е за она што го има некој друг. Со други зборови, може би сте љубоморни на поседите, на некој кој нешто поседува, на талентите, на врските, на популарноста или успехот, или било што друго. Грешната човечка љубомора наоѓа големо незадоволство кога и недостасува нешто што го посакува, нешто што го нема, а сака да го има. Јас го сакам тоа за себе, често пати знае да се јави тоа во нашите срца. Тоа е човечки облик на љубомора. Меѓутоа, за разлика од тоа, Божјата, божествената љубомора, праведно го сака она што веќе му припаѓа нему. Тоа е една голема разлика. Во однос на обожавање, на љубов, на лојалност, на верност, само Бог заслужува слава. Никој друг. На Бога не му недостасува ништо, но Бог заслужува се од наша страна. Не е дека тој сака нешто што нема, тој го бара она што со право му припаѓа. Така што постои голема разлика помеѓу грешната човечка љубомора и божествената или безгрешната љубомора. Човечката љубомора копне е за она што го имаат другите, но Божјата љубомора праведно го бара она што веќе му припаѓа нему. И втора споредба е, ова е баш она што е љубомората, што претходно го спомнав, човечката љубомора е израз на несигурност во врската. Но Божјата љубомора, а тоа е доказ дека има барем и трошка недоверба, сепак. Но Божјата љубомора е израз на интегритетот во врската. Значи, Божјата љубомора е израз на неговата верност кон заветот и неговата желба ние да бидеме верни на истиот завет и тоа да биде взаемно. Тоа го имавме во некои од претходните поуки. И затоа со право, често пати и во Стариот и во Новиот Завет, таа љубомора Божја се преведува како ентузијазам или ревност. Значи, да бидеш љубоморен, да бидеш ревносен, суштински тоа е едно те исто во Библијата, кога е во контекст на она Божја љубомора и кога е во контекст со Бога. Бог е ревносен, со други зборови, значи тој е подготвен да ги заштити оние работи, она што му припаѓа нему, кои што се во негов посед. И да, тука, кај овој момент, може да се каже дека, да, значи, ако кога имате маж и жена, и сега кога некој трет тука постои како опасност, па мажот, ако ја завелиш таа опасност да ревносно се бори да го задржи тоа што е негово, ама тоа е ревност. Љубомората, пак ќе кажам, психолозите тоа го кажува дека потекнува од несигурноста на личност. Ако вие сте несигурни во некого, тогаш нешто фали тука многу по-важно. Да.
И љубомората не е само минливо расположение кај Бога, така да кажеме, емоција, како што видовме, значи, името му е љубоморен, значи, тоа е нешто што тој не може да биде, а да не биде љубоморен. И бидејќи тоа е највисоко и најголемо суштество, бесконечно свето и славно, тој мора со страст да ја зачува својата бесконечна слава. И поуката, всушност, како носеше наслов, Бог огнен и сочувствителен. Не е огнен, туку буквално го превеше страствен, ама тоа малку во нашиот јазик знае да значи многу што. Па затоа огнен го превеле. Passionate and compassionate, така е на англиски. Значи, тој мора со страст да ја зачува својата бесконечна слава. Тој е ревносен за својата слава, повеќе од колку што можеме и да си предпоставиме. И затоа во Исаија 42:8, прекрасен стих, еве што стои. Исаија 42:8. Јас, Господ ми е име, не му ја давам мојата слава на друг, ниту својата чест на киповите или на идолите. Од таму е таа негова ревност. Од таму тој не сака комплетно нас, само за себе. Затоа што тоа значи всушност и спасение. Затоа што спасените се оние што ќе бидат спасени се оние кои што го љубат Бога со цело срце, со сиот свој разум. Значи, нема тука поделеност. Значи, љубомората што Бог ја пројавува не е мотивирана од несигурност, од анксиозност, од фрустрација, од егоцентризам, гордост или освета, како што тоа е случајот со љубомората кај луѓето. Љубомората Божја е вкоренета во светоста на неговата морална природа, која бара целосно посветување или ништо друго, или се или ништо, со други зборови. Неговата љубомора потекнува од љубовта за својот народ. И сега тука да прочитаме неколку стиха. Значи, произлегува од љубовта. Значи, тоа е кај човек е невозможно. Захарија 8:2. Господ над воинствата зборува вака: изгорувам со ревностна љубов, е тоа огненост. Изгорувам, горам со ревностна љубов за Сион, или од љубомора, горам од љубомора, сега тоа пак ќе кажеме, звучи онака. Меѓутоа, убав е преводот. Значи, изгорувам со ревностна љубов за Сион и со голем гнев пламнувам за него. Се враќам во Сион, сакам да живеам среде Ерусалим. Или Захарија 1:14. И ангелот кој зборуваше со мене ми рече, објави го ова, Господ над воинствата зборува вака: со ревнива љубов горам по Ерусалим и за Сион. Сличен стих, всушност. И на крајот не може да не се спомне оној стих кој што беше и дел од поуката, 2 Коринјаните 11:2. Павле кажува за тоа што значи и каква е таа божествена или Божја љубомора, кој што ете и тој ја чувствувал и треба и секој од нас да ја чувствува, кога станува збор за стадото Божие, делото Божие и така натаму. Вели 2 Коринјаните 11:2, зашто за вас сум љубоморен со Божја љубомора. Следната поука која што ќе имам јас се однесува на гневот Божи, гневот на Божјата љубов, така мислам дека носи наслов, што исто така некако штрчи, нели, како тоа гневот на Бог. Меѓутоа, има многу стихови во Библијата каде што љубомората, која се спомнува љубомората или ревноста Божја, тука е и гневот во контекстот. Значи, тој е љубоморен на нас, затоа што не сака за себе, меѓутоа, ако ние одлучиме да одиме со другиот, тоа се знае што не чека. Тоа се распалува неговиот гнев. Зашто за вас сум љубоморен со Божја љубомора, зашто ве свршив за еден маж, за да ве представувам пред Христос како чиста девица. Еве го тој се користи таа во Библијата, таа слика и се спомна, нели? Устари, мислам дека се спомна денеска релација родители-деца, меѓутоа е маж-жена. Но се плашам,
Павле вели, се плашам како што во 3 стих, како што змијата со своето лукавство измами Ева да не се одвратат вашите мисли поради вашата простодушност, може да кажеме, искреност вели овде кон Христос. Значи, има разлика, баш брат Андре ме прашуваше пред некој ден, има разлика меѓу Божјата љубомора и човечката, очигледно, тоа се виде, како што има разлика и меѓу свет или праведен гнев и оној другиот гнев. И цитатот што ти го пратив од Копнежот јасно кажува, значи, кога се подига тој праведен гнев, кога се обесчестува Божјето име, Божјето дело, кога неправда се врши над некого, значи, и така натаму. Тоа е тоа кога Светиот Дух на некој начин кај тебе потикнува гнев кој што не е грев. Зато вели гневете се, но не грешете. Значи има гнев кој што не е грев. Еве има и љубомора која што не е грешна, така да кажеме. Тоа е Божјата љубомора која што мислам дека малку појасно ни станува, значи каква и што значи всушност. И на крајот ќе заклучам пак со ова, иако го кажав претходно, значи човечката љубомора потекнува од себичноста и е деструктивна секојаш. Божјата љубомора не е себична, напротив, произлегува од неговата љубов кон нас и желбата да не спаси по секоја цена. Кога тој е љубоморен, од тоа имаме користи ние, и тоа каква корист. Господ се ќе направи. Господ го дал и својот син, замислите си. Седал за, ајде да кажам, така за таа бездомничка, не бањата, или не знам. Големиот Бог, царот на Вселената. Значи, се е во состојба да направи за наше спасение. Па сега ние треба да размислуваме од наша страна, што правиме кога времето го трошиме за глупости или за некои работи кои што немаат врска со тоа, значи со наше посветување и така натаму. И во тој контекст морам ова да го кажам, иако може би го знаете горе-долу моето мисли, во тој контекст ја не можам да сватам зашто треба да кратиме поука, зашто да биде кратко времето да го скратиме. Абе и до 1 и до 2 ако треба ќе зборуваме ќе. Да, точно, заморно е тоа, заморно е, заради вниманието. Меѓутоа, треба да уживаме во Божјата реч, треба да уживаме во секое време кое што го посветуваме на Бога и на нашиот раст, затоа што тоа му е мило на Бога. Напротив, ако имаме време да изгледаме некој филм од 2-3 сати, ако гледаме, не знам, тогаш што не можеме, точно е дека Борче или Јани кој ќе скачи тука или не знам кој, многу е далеко од некој акционен холивудски филм, мислам, како што велеше Ајвор Меерс, тука нема ни бомби, ни никаква акција нема, значи стои некој на катедра и сега колку ќе ве заинтересира, колку ќе биде интересен, не знам. Меѓутоа, словото е тоа е оно што живот значи. Тоа е оно кое што е битно за изградба на нашиот карактер. Баталете се друго, значи ништо друго не е важно ако Господ толку многу е ревносен и се прави за наше спасение, тоаш и ние треба да му се предадеме целосно и да му служиме онака како што тој сака и како што заслужува. Амин.